И точно во 8 часот и 55 минути време е за последната содржина во денешното издание на нашата и ваша утринска програма Добро утро секој утро. Како што најави Слободанка, овде ја имаме честа во студиото да ни биде европскиот шампион по информатика Владимир Грчев, секако во придружба на неговата мајка Анита Атанасова Грчев, која што е и претседател на Бистри умови. Бистрите умови се токму создадени поради тоа што Владимир Грчев е талентиран и можам да кажам слободно математички и информатички гениалец, кој што од своја најрана возраст, од само 4-то оделение, веќе учествува на надпревари, меѓународни и светски надпревари, каде што по математика и информатика, или прво по математика, и освојува многу добри резултати, прво, второ место секогаш, и веќе од 6-то оделение ја представува Македонија, гордо го вее македонското знаме на своите рамења. Ке видите и од фотографиите подоцна, со учество на меѓународни олимпијади и освојува секогаш прво или второ место. Она што е сега актуелно е тоа што си актуелен европски првак по информатика. Честитки за тоа, секоја чест. Ви благодарам што сте ова утро наши гости, пристигнавте малку порано, имавме доволно време да си муабетиме, мада и ние се знаеме од порано. Ова е Владимир втор пат тука како ни учествуваш во емисијата. Кажав дека има голема разлика од минатиот пат, тогаш беше детенце, а сега си веќе вистинско момче. Стипендиста си во средното училиште Јакаја Кемал, прва година во училиште. Ќе го започнеме разговорот со Анита, со мајка ти, може, како председател на Бистри умови. Анита, Бистри умови е создадено токму поради вашиот Владимир. Ги опфаќа сите оние талентирани деца гениалци, да кажам. Постоите веќе 3 години, над 1500 ученици, она што е актуелно сега, започнувате со бесплатни курсеви по математика и информатика. Да, така е. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за тоа што не поканивте да сме повторно ваши гости. Исто така сакам да ги поздравам и гледачите на Алфа телевизија. Да, ние по трет пат оваа година започнуваме со бесплатните курсеви по математика и информатика. И нели гордо можеме да кажеме дека минатава година истите курсеви ни ги посетуваа ученици над 1500 деца од целата држава. Така. Овие се бесплатни курсеви, во тек е пријавувањето и почнуваат некаде на крај на месец ноември, така. За сите оние кои што не слушаат во моментов и кои што сакаат да си ги пријават своите деца, да кажеме од која до која возраст е и како и каде може да се пријават. Пријавувањето е во тек и ќе трае до 21 ноември. Курсевите ќе почнат последниот викенд од месецот 28 ноември. Пријавувањето се врши, има линкче на социјалните мрежи на нашите профили на Бистри умови. Може секој кој што сака да се пријави, ние сме отворени за сите. Математика се наменети за ученици од основно образование, од 4-то оделение до 9-то оделение, и таму работат искусни предавачи, наставници и професори по математика. Информатика оваа година започнуваме со почетничко програмирање во C++, за од најмала возраст па се до средно образование, за учениците кои што оние што се во основно образование нема каде да го научат тоа, имаат желба, и за средно образование кои што нели исто така сакаат да научат нешто повеќе. Да. Имаме и фотографии. Јас би ја замолила режијата да ги проследиме фотографиите од Бистрите умови, бидејќи вие организирате и работилници, ама и камп во Пониква, така мислам дека беше. Така, да. Сакав да ве прашам дали е Бистри умови наменети се овие курсеви само за почетници или веќе може за деца кои што се малку поталентирани, па малку да се поусовршат? Па математика претежно повеќето деца се деца што се поталентирани. Јас не спомнав, сакам и тоа да го спомнам. Математика курсевите ни се работи по програма која што не се учи во училиште, која што е за подготовки за надпревари. И тука нели предавачите, професорите им помогнуваат на децата да си го отворат и развијат својот талент. Ние исто така правиме еднонеделни бесплатни курсеви
Веќе и ко традиција ни стана во Кочани, заедно со Здружение на информатичари со кои што имаме блиска соработка уште од самото основање на Бистри умови. Тие се за националните тимови по информатика и таму обично се подготвуваат за престојните меѓународни олимпијади. Сега ги споменавме меѓународните олимпијади, ќе се вратиме на крај на разговорот уште малку за бистрите умови. Сакам да го вклучам Владимир во разговорот. Кажав дека од 4-то оделение настапуваш, веќе се надпреваруваш, а веќе од 6-то оделение ја представуваш Македонија. Зборувавме како изгледа една олимпијада, како изгледа тоа едно дружење, тоа е еден тим. Македонија испраќа свој тим од 4 луѓе кои што се не представуваат, еве последниот беше по информатика. Кажи ни како изгледа тоа, како изгледаат подготовките, бидејќи навистина не е лесно, тоа е проблем кој што ви се задава на лице место и треба да се реши. Ако добро те разбрав пред да влеземе во студио, така ми објаснуваше. Значи, од спремање, секако, како што веќе спомнавте, го имаме тој еднонеделен камп што го организираат Здружение на информатичари и Бистри умови и секако и добиваме и подготовки од Здружение на информатичари, но тие подготовки се секако многу добри, многу ни значат и иако тие кампови се претежно сфокусирани на спремање и решавање задачи, сепак има и доста дружење на тие кампови и убаво си поминуваме. Но освен тие подготовки, поголемиот дел од работата е самостојна. Се состои од решавање на минати задачи од тие исти надпревари и решавање онлайн надпревари, тоа се прави со цел да се навикне на тој тип на задачи, да може на самиот надпревар полесно да се решаваат. А со решавање на надпревари онлайн или било каде се добива се вежба тој притисок на надпреварот и стратегијата за време на надпревар. Сега од неодамна се врати од Бугарија, каде што беше европскиот шампионат по информатика. Тука освои златен медал. Сакам тука да те прашам како изгледаше сето тоа. Значи се подготвуваш со професори од финки, така, од информатичари, меѓутоа и голем дел од работата е самостојна. Проблемот не го знаете, ви е зададен тамо, таа една олимпијада трае 3 дена, 5 часа во денот се решава проблемот и на крај добиваш златна медала, односно прво место. Како изгледа тоа? Значи, олимпијадата трае повеќе денови, со повеќе денови од кои 2 дена во 2 дена се надпреварувачки денови. Се состојат од 5 часа решавање, секој ден има по 3 задачи. После целото тоа решавање секако има објавување на резултати и доделување на награди. И какво е чувството, Владимир, кога ќе го прочитаат твоето име, кога ќе кажат дека освои злато, дека си победник, дека е прво место? Чувството е неописливо. Фантастично, така. Фантастично. Целиот труд, целата работа, значи да ти се исплати и е закитена со медал на твоите гради, со златен медал. Тоа ти е мотив, предпоставувам, за понатаму, така? Секако. Кога заврши вториот надпреварувачки ден и ги отворив резултатите, искрено бев понатаму остатокот од денот во, така да кажам, транс. Не знаев, бидејќи уште како малку, уште кога почнав, веќе спомнавте дека од 6-то оделение сум во тимовите, се сеќавам ги гледав златниот медал и ми се чинеше толку недостижно, толку далеку. И сега ми е многу голема чест да успеам јас таков Сега конечно сонот се оствари, затоа си стипендист и на Македонија си стипендист, така добиваш стипендија од Министерството за образование и наука и имаш стипендија нели сега да се школуваш во Јакаја Кемал. Зборувавме, ми е малку жал што морам да го кажам, дека најверојатно факултетот ќе го проложиш некаде надвор, бидејќи си над она што се учи, претпоставувам во кај тебе во училиште, се сигурно си многу над со знаењето по информатика и по математика. Меѓутоа, ти посакувам да се вратиш назад и од тоа знаење што ќе го стекнеш надвор да го имплементираш овде во Македонија. Па тоа ми е искрено и на мене идејата. Идејата ми е да студирам на нешто универзитет и факултет надвор, но секако сакам на крајот да се вратам кај нас, бидејќи кај нас е најубаво. Така е, браво, убаво си го кажа. Еве, одат фотографии, ова се фотографии од последниот надпревар, така? Можете да ги видите. Од Софија, така? Односно, кај беше во Бугарија? Ова е, па тука е можеби пред 3 години. Ова е од последниот надпревар, кај што исто така освои златен медал
романски надпревар Па ајде да споменеме, бидејќи се фокусиравме на последниот на европското злато во информатика, меѓутоа имаш настапувано на многу надпревари, безброј награди. Ке ми кажеш вака малку искуство или што ти останува што ти е вака во мислите, што ти остава голем впечаток? Искрено јас сум многу се осеќам многу горд за целата оваа година, бидејќи на секоја олимпијада каде што бев никогаш не се вратив без медал. Секако тоа вклучува златниот медал сега на Европската олимпијада информатика за млади, па златниот медал на Стелеле информатичката олимпијада, исто така сребрен медал на математичката Балканска олимпијада за млади, бронзен медал на Балканската олимпијада по информатика, па друг бронзен медал по Балканската олимпијада по информатика за млади, и исто така двата златни медали на македонските олимпијади по информатика и математика. Исто така и бев и многобројните, исто така и првите награди на државните. Додека зборуваш, ја гледам вака малку по малку мајка ти, да видиш како гордо вака седи и онака со малку насолзени очи. Претпоставувам солзи радосници од гордост, навистина е преголема чест и гордост вака да имате вакво златно дете генијалец кој што од мали нозе покажува афинитети кон математиката и информатиката, имаш огромна поддршка од твоите родители, поготово од мајка ти која што тебе оди често пати и со тебе, те придружува, меѓутоа претпоставувам тука треба и додатни часови плюс вежбање, математика, информатика. Што повеќе ти лежи, каде повеќе се прораѓаш, се гледаш во математиката или информатиката? Повеќе искрено сакам информатиката. Ама секако мора и математика, бидејќи не иде едното. Одат заедно тие две науки. Но сепак математика единствено оваа година почнав така да кажам сериозно да се подготвувам и да сум во тимот за меѓународните олимпијади, каде што, нели, како што спомнав, земав сребрен медал. Така. Сега си во тимот на Македонија и за математика, и за информатика, кои што не представуваат на овие олимпијади, меѓународни олимпијади. Што е следно? Слушнав дека се подготвува нешто во декември. Да, следно е Европскиот математички куп во декември. Тој е онлайн надпревар, но сепак се одржува од просториите на ПМФ, Природно-математички факултет, каде што секако мора да не пазат да нема препишување. Владимир, сега сакам да те прашам. Колку часа покрај учењето, бидејќи сепак мораш да си и одличен ученик си во средното училиште Јаке Кемал, покрај учењето колку часа издвојуваш за подготовка за овие надпревари? За информатиката и математиката дополнително во денот? Како што веќе имам спомнано порано на интервјуа, точна бројка реално не можам да дадам, бидејќи тоа го правам бидејќи го сакам. И имало моменти каде што сум надвор излезен или некако и мислам на задачи. И бидејќи го сакам тоа да го правам, и ми најомилена активност во денот реално, и затоа не можам да кажам точно бидејќи практички цело време го правам тоа. Да. Значи си и учење и посветуваш на информатиката и математиката, мора посветеност, вежбање и многу учење и многу труд. Имаш ли да им порачаш нешто на твоите другарчиња, бидејќи си прва година средно? Знам дека имаш многу пријатели, многу другари, имаш време, сега ќе кажат па чекајте детево дали само учи, меѓутоа не е така. Имаш многу другари, пријатели, си се дружиш и си имаш и социјален живот и се, меѓутоа љубовта кон информатиката и математиката е, како што кажа, излезен сум, ама си мислам на некоја задача. Како што кажавте, мора да има некој баланс. Бидејќи ако цело време се седи фокусирано се работи, до некој момент стане непродуктивно тоа и може да дојде до прегорување или до губење мотивација. Па затоа е многу важно да се има некој баланс. За да им порачам на младите да не се откажуваат. Од своите соништа, од своите соништа. Бидејќи на мене пред 4 години ми се чинеше невозможно, недостижно тоа што сега го постигнав, но сега сум многу горд од себе си со целиот тој процес, колку напреднав во сите тие години. И треба да бидеш горд и заслужуваш да бидеш горд и заслужуваш уште многу успех, бидејќи секогаш кажувам, вакви деца имаме,
треба да се гордееме и треба што повеќе јавноста да знае за вас, бидејќи верувајте, представувате мотив на сите млади кога ве следат, кога ве гледаат, дека убаво кажа соништата се исполнуваат. Ако пред 4 години златото на нечии други туѓи гради било недостижно, сега се блескаше на твоите гради и ти посакувам уште многу злата, уште многу медали, уште многу олимпијади и јас верувам дека ќе има можност да ни бидете повторно гости. Анита, да не сакаш можеби нешто за крај. Уште еднаш потсетување, пријавувањето трае до 21, така? Да, до 21. Може на нашиот Facebook профил има линкче со форма која треба да се пополни и една недела пред отпочнување на бесплатните курсеви, ние им праќаме на сите пријавени инструкции и начин на следење на курсевите. Курсевите се за време на викендите. И тоа е, сакам на сите да им порачам, нели, дека секој успех започнува со првиот чекор. Секој што смета дека барем малку, сака да учи и да се надоградува, нека се пријави на курсевите. Ние сме тука за децава, предавачите се тука да ги потикнат и да го откријат нивниот талент. А ние сме секогаш тука да ве поддржиме. Така, и она што сакам да им го порачам на младиве, да не ја бараат иднијаната во некоја странска земја, затоа што Македонија е нашата земја и треба да останеме или да се вратиме тука, за да ја изградиме нашата земја по убаво место за живење. Ви благодарам многу, убава порака за крај, ќе ве следиме, ќе ја пратиме вашата работа. Ви благодарам што бевте ова утро со нас. Те ослободуваме да се вратиш на часови во училиште. Анита, благодарам.